спремате како славите убави работа. Не? Само? Немаше проблем, се убави работа разговараме. Ако минатите 2 години причина за да не се одбележи 1 мај со скара и излет беа ограничувањата на движењето, забраните за собери и ковид мерките, овој 1 мај причина беа врнежите што ги предомислија дел од граѓаните. Но не сите. Например, странците уживаа во македонската традиција на славење. Из Црне Горе дошли smo ovdje zato što imamo lijepo mišljenje i impresiju o Makedoniji. Skoplje je jedan predivan grad i po prvi put smo svi zajedno na ovom kanjonu Matke. Veoma interesantno, veoma lepo. Još uvek otkrivamo sve ove čari Matke. Zadovoljni smo, provešćemo puno vremena, tako da planiramo da dođemo i opet svakako. Од Полска сме, цялата фамилија, досли сме на празник тука и одмараме малку. Супер, одиша Македонија, тоа е наш втори дом. Најупорните сепак уживаа во скопските излетнички места. И покрај врнежите, иако во помал број, граѓаните сепак ги посетија излетничките места за 1 мај, а особено можеше да се забележат странските туристи и гостите. Со оние кои што разговаравме, велат дека во Македонија трудот не се цени, а особено дискриминирани се жените работници. Нашите соговорници велат работникот не го цени никој. Како го прославувате празникот? Што носите со себе? Па, скаричка малку, што викаме травичка, марулче, едно, друго ти работи, ракичка, пивце, винце, тоа е тоа. Сметате ли дека е ценен трудот во Македонија? Не, нема доволно работнички права и платите се превише ниски. Нити се почитува, нити се поштува, нити нас како работници не почитуваат. Едноставно, недела, се споија празници, се договоривме и ете излеговме. Не само што не се платени, не се вреднувани како работници воопшто. Најверојатно сите се исплашија да не заврне, а кога си во природа, оце лошо е да те фати дожд. Меѓународниот ден на трудот е државен празник во повеќе земји во светот. При тоа до 2006 година тој се празнуваше 2 дена, на 1 и 2 мај, а од 2007 година се празнува само 1 ден. Инаку, Меѓународниот ден на трудот се одбележува како спомен на големите работнички протести одржани во Чикаго на 1 мај 1886 година. На овој ден стотици илјадници американски работници излегле на улиците во Чикаго барајќи 8-часовно работно време. Тогаш во судирите со полицијата загинале неколку работници, а 8 од нив биле осудени на смрт.